Да, се враќаме во студиото, како што најавивме, тука е господин Тони Станковски, од Сдруженијето Љубезност. Господине Станковски, добро дојдовте во студио 10. Добар ден и благодарам на поканата. Вие организирате една хуманитарна акција, таа се нарекува Нахрани 10.000. Овој хуманитарен настан ќе се одржи на 5 локации, ќе се собира храна и хигиенски средства. Ги имам податоците, но еве, за да не кажам ја, кажете вие. Зашто е настанот, каде се одржува, како, која е целта? Да, Нахрани 10.000 е еден слоган кој што се употребува насекаде во светот, во зависност од бројот на луѓе на кои што им се помага. Може да биде нахрани 1000, нахрани 2000, во некои земји може би нахрани 100.000, нели? Ние ова го правиме подолго време, може би ни беше малку застој или како да кажеме пауза дел од годините за време на пандемијата. Така да што повеќе организации сме вклучени, како и претходно, и на 5 локации во градот Скопје се собира донации на храна, на хигиена, односно тоа се 5 маркети, каде што луѓето кои што купуваат за себе, едноставно можат да купат и да донираат. И на тој начин еве сега пред велигденските празници да може да се собера донации во храна и хигиена, со цел да може истата да ја намениме и да ја доставиме до нашите крајни корисници, а тоа се бездомниците и социјално загрозените. Да, еве, јас ќе ги кажам локациите, тоа се Веро центар Джамбо, Тинекс на Првомајска, Тинекс центар Лиса, Веро 2 во Тафталиџе и Тинекс во Карпуш 2 кај Драмски. Тоа се локациите за граѓаните да знаат. Нахрани 10.000 всушност е дека треба 10.000 луѓе да бидат таргетирани или нахранете, да речеме, тоа е целта на акцијата. Тоа е целта на акцијата, да. Земејќи во предвид искуството што го имаме и во претходните години со претходните настани, и земајќи во обзир опфатноста на тие 5 маркети кои што ги напоменавте и вклученоста на сите организации кои што се дел од овој настан, еве сега ќе ги споменам, Лиса и Драмски ќе го покриваат Сдруженијето Свети Спас од Рачево, а додека останатите 3 маркети ние го покриваме како Љубезност заедно со други организации кои што се СИЕК, Арно, Солем и Мисла. Така да дел од нив ќе волонтираат како волонтери на самиот настан, а некои со споделување на оваа информација по социјалните мрежи и на друг начин. И на тој начин сакаме да се собере количина на храна која што ќе може да биде потоа дистрибуирана и да се покрие токав број на наши сограѓани. Ќе успеете ли да ја постигнете целта согласно вашите претходни искуства? Мислите дека 10.000 ќе биде постигната бројка? Да, тоа се 10.000 луѓе, тоа се помал број на семејства кои што имаат определен број на членови, некои се многу детни семејства, така да се надеваме и очекуваме, земајќи во предвид, повторно ќе кажам, искуството и земајќи во предвид тоа што нашите сограѓани ги следат овие активности во еден претходен период и се покажува дека навистина сме хуманитарни како луѓе, како народ, како нација. Да, го прочитав овој податок од ваше податокот, вели во Македонија има повеќе од 450.000 граѓани кои не можат да си ги дозволат своите оброци во текот на еден ден. Ова е извлечено од податоците на Заводот за статистика водна сиромаштва и така натаму. Но ова е навистина фрапантна бројка, господине Станковски, бидејќи кога ќе кажеме 450, значи една четвртина од населението зборуваме. Токму така, тоа се проценти кои што се провлекуваат низа години наназад, 21-22%, доколку ќе видите статистичките податоци во изминативе 7 до 10 години, ќе видите дека тој процент се провлекува постојано. Земајќи во предвид ако сме 2 милиони луѓе, еве и да не сме толку, со обзир на иселувањата и сето останато, бројката е навистина голема. И да не се 450, и да се 400, и да се 350.000, сепак е навистина голема бројка. Немаме таква слика за сопствената држава, искрено вака да ги прашаш луѓето, некој просек на граѓаните кои би ги прашале. Мислам дека не би предпоставиле дека има таква бројка, како да не сме свести баш за реалност.
Па тоа е тој синдром каде што кога зборуваме за маргинализација или маргинализирани групи, во кои што најмаргинализирани се всушност бездомниците покрај сите останати. Во таа маргинализација влегува и маргинализацијата во нашата свест. Сето она што сакаме можеби да го потисниме, не сакаме да го видиме или меѓутоа е во да кажеме во на маргините на општеството, маргините на градот, маргините на населбата во која што живееме. Секаде околу нас, доколку се свртиме, ќе видиме дека има луѓе кои што навистина им е потребна помош. Кај нас ни се обраќаат луѓе од една стамбена зграда каде што велат имаме ние едно сиромашно семејство во нашиот влез или во нашата зграда, ние како станари му помагаме, меѓутоа еве ви се јавуваме вас да малку посеопфатно да можете да му помогнете, му дадете поддршка. Така да доколку се свртиме на секаде околу нас, намо каде што живееме, намо каде што работиме, намо каде што се движиме, ќе видиме луѓе на кои што им е потребна некаква поддршка од некого. Тоа се луѓе, како што спомнавте на почетокот, кои што во текот на денот не можат да обезбедат 1, 2 или 3 оброци. Не станува збор за некои други погодности кои што можеби ги уживаат останатите граѓани на нашето општество. Не станува збор да одат на годишен одмор. Не станува збор да може да си дозволат да си купат облека подолго време или да речеме храна која што е со нутритивни вредности. Така да скалилото на сиромаштијата е навистина во голем опфат, со големи димензии. И навистина треба да се свестиме како луѓе, прво како поединци, или како индивидуалци, дека навистина има луѓе околу нас на кои што им е потребна некаква помош. Да, но проблемот е, како што вие велите, само доколку се свртиме околу нас, доколку ја свртиме главата, ќе видиме, но изгледа дека проблемот е што не ја вртиме главата. Дека поминуваме најчесто покрај тие луѓе, не ги погледнуваме, доколку и ги погледнеме, можеби и ги бркаме. Значи, мислам дека сме навлеземе во нашиот собствен конформизам и се повеќе ни недостасува емпатија, а тоа излегува дека е главен проблем, всушност, не само кај нас, туку и во светот. Тој недостаток на емпатија. Дефинитивно, целосно се согласувам со оваа ваша констатација. Впрочем, ако видиме и пошироко, бездомништвото е дел од било кој општество во светот. Значи, најбогатите земји, вклучително Англија, Америка, Франција, го имаат проблемот на бездомништво. Единствена земја која што го нема или е на многу ниско ниво е Данска и Финска, тука некаде. Меѓутоа и богатите земји, останатите земји, развиените земји, иако го имаат како предизвик, тоа е дел од еден развиен социјален систем. Значи, они се бездомници, да, по било која основа остануваат на улица, меѓутоа на некој начин се дел од тој социјален систем и добиваат некаква поддршка. Дали се тоа шелтер центри, дали се дневни центри, дали се 24-часовни центри, дали се поддршка, да речеме, финансиска, дали е процес на ресоциализација, реинтеграција, дали е вдомување или Housing First, нели, кој што е програма која што имаат западните земји, е нешто кое што е офатено во тие општества и во тие системи. Кај нас и на индивидуално ниво и на ниво на општество, навистина е таму каде што е моментално. Да. Во однос на акцијата, тука имате назначено кои производи најдобро се донираат, значи производи кои не се лесно расипливи, тоа е конзервирана храна, ориз, граф, сол, шеќер, брашно, тестерини и така натаму. Кога донираат, граѓаните свесни ли се за ова, бидејќи знаеме дека од некои други примери, Црвениот крст, например, тоа често го потенцира, дека некогаш се носат работи кои не се баш потребни. Дали таа свест барем е доволно развиена? Значи да не даваат работи кои онака само гледаат да ги фрлат, туку навистина нешто се помогне. Да, тоа поголем процент на таквиот однос е кога се прават акции
каде што покрај храна и хигиена се донираат и останати работи, да речеме облека, да речеме покуќнина, електрични апарати или останато, тогаш е многу поголем процентот каде што може да се најдат работи кои што се можеби за фрлање, не се употребливи. Кога станува збор за чистење на подрумите или да речеме некои простори во зградата, во домот, покрај работите кои што се употребливи, се знае да се донираат работи кои што нема да може да се користат ниту за донација, ниту било кој друг да ги користи. Меѓутоа, кога станува збор за храна и хигиенски средства, навистина граѓаните се доследни, сето она што е употребливо и она што е корисно, знаат да го донираат. Да, еве влегов на вашата Facebook страница, вистински делам на љубезност, така се нарекува Facebook страницата на вашата организација. Па гледам тука, ви ги гледам и останатите активности. Сте имале некои санации на одредени домакинства, на работи тамо, па сте имале еве тука и проект Рециклирај и донирај, еко-хуманитарна акција. Значи имате и други еве договори за соработка со други организации. Значи имате и други активности. Сакам да ве прашам за вашата организација. Што ви се останатите активности? Сите активности што ги организираме, што ги превземаме или да речеме соработуваме со некого, се во правец на помош и поддршка на нашите крајни корисници. Тоа се бездомните и социјално загрозените семејства. Така да еве овие акции, активности што ги споменавте, дел од нив се во тој правец. Рециклирај и донирај е активност каде што се собира отпадно масло за јадење од граѓаните и каде што компанијата со која што имаме одлична соработка, Sunilens, едноставно како возрад дава награда на свежо сочегледово масло, каде што граѓаните одлучуваат дали ќе го задржат за себе или ќе го донираат, а љубезност го носи на социјално загрозените семејства. Реновирањата, ситните поправки во домовите се многу значајна активност во нашето здружение, зашто се среќаваме со луѓе кои што поради некои ситни проблеми, во инсталација на струја, на вода, не диктува прозорот, не диктува вратата, едноставно ги немаат основните услови за живот. И со наша активност, каде што нашиот соработник кој што е заложен за таа работа, ги поправа тие работи, не може да си дозвола да си купат една сјалица или фасонка, или тече чешмата во купатилото, мора да го запрат дотокот на вода, не може да користат, ги немаат основните услови, со мала интервенција да можеме да направиме голема промена во нивниот живот. Исто така и останати активности на вадење на документи. Иако можеби вадењето на извод од матична книга да е 170 денари, лична карта 300 денари или некоја потврда или лекови, иако е на позитивната листа, не може да се дозволат 50-100 денари за да може да го купат лекот. Така да и во тој дел едноставно им помагаме со придружба, со ние за нив ги плаќаме тие трошоци за да можат да ги добијат тие документи, да може да ги остварат основните права. Доколку се работоспособни, посредуваме за нивно вработување, доколку не се работоспособни, им овозможуваме да се здобијат со некој социјален трансфер, социјална помош, гарантирана минимална помош, како што е официјално името, туѓа нега или останати социјални права. Така да на секој сегмент пробуваме да направиме промена во нивниот живот. Многу од нив се случува и да заглават со извршители, да заглават со блокирани сметки, неплатени сметки за струја. Во соработка со Ways to Help, иницијатива на млади луѓе, организација, имаме таа платформа каде што секој еден од нас, индивидуалец, може да пристапи на таа платформа и да плати нечија сметка. 500 денари на еден, 1000 денари на друг. Еве за овие 5-6 години колку имаме таа соработка, се платени сметки во вредност над 150.000 евра, каде што секој еден може да придонесе на свој начин, индивидуално. Многу од тие семејства, после подолги години, повторно засветува сјалицата во нивниот дом. Повторно добиваат струја. Имаме рекорд од 14 години без струја да живеат, каде што живеат семејства со мали деца. Така да сите овие активности, можеби нешто ќе заборавам, се во насока, во таа насока, да им помогнеме на нашите корисници, не само да им даваме хуманитарна помош, да ги навикнуваме постојано цел живот
некој друг да се грижи за нив, него да можат да дојдат до некоја позитивна нула, да можат сами да продолжат и да придонесуваат за себе и за своите семејства. Да, тоа е најважно, да бидат самоодржливи И активни граѓани во општеството. Да. Еве кога зборуваме за делувањето на вашата хуманитарна организација и на слични хуманитарни организации, ние повторно како наблюдувачи навлегуваме во некаков конформизам, па велеме еве љубезност го прави ова, вие го прават она, но сепак позади тие организации стојат луѓе, стојат индивидуи кои таму работат, најчесто волонтерски, но тоа се луѓе како и ние исто, имаат обврски, имаат работни обврски, имаат семејни обврски, истите оние кои ние ги користиме за изговор да не направиме нешто, а тие или вие тоа го правите. Како функционира тоа? Претпоставам дека во најголем дел е волонтерски. Вака, ние почнавме како иницијатива 2013 година, се формализиравме како здружение 2015 година и во тој цел период од 2013 до 2017 година, според обемот што го зафативме, ангажманот, времето и останато, беше целосно волонтерски. Меѓутоа, како растевме како здружение, и офатот се зголемуваше, и одговорноста што ја имаме, и она доверба што ја градевме и се уште ја градиме со граѓаните на нашето општество, дојде потреба да едноставно се зголеми таа работа. И беше потребно на некој начин да се професионализира, да професионално да се почне да се работи. И од 2017 година почнавме како здружение да аплицираме на проекти. Значи за грантови, за донации, така да изворот на да кажеме на средства е од таа насока, врз база на донации, индивидуални, корпоративни, апликации за проекти, за грантови шеми, најразлични, се со цел да можеме да дојдеме до степен до кој што сме сега. Затоа што сепак времето, енергијата, трудот кој што се вложува, на вистина е потребно доста време во текот на денот. И тоа не завршува секогаш со 8 часови, затоа што потребите на луѓето се многу поголеми, и попладни, и навечер некогаш нешто кога е живото загрозувачки или интервентно кога треба да се работи во текот на ноќта. Така да изворот на функционирање е од таа насока. Ја делиме истата судбина како сите останати невладени организации во нашата држава и на тој начин гледаме да обезбедиме ресурси за да можеме да се подобриме во нашата работа и да ги зголемиме активностите. Да, проектите се многу често од надвор, од меѓународни организации или од странски организации. Има и од тука, како што велите, има и домашни компании. Мислите ли дека треба малку да се подигне свеста тука дома, што повеќе да се помага, па и ние, еве, како општество, да не зависиме секогаш од тие меѓународни донации? Токму така, освен меѓународните организации, дали се тоа амбасадите, дали се организациите кои што долги години функционираат и ја поддржуваат не само невладиниот сектор, него ја поддржуваат и државата на различни сегменти, во различни сегменти, тука се и локалните, да кажеме, поддржувачи, тоа знаат да бидат општините, можеби некое министерство кое што дава поддршка, меѓутоа компаниите и индивидуалците се навистина значаен дел во сето тоа. Она што недостасува или можеби што во мал процент функционира е влегување во партнерство, да речеме, со поддршка или влегување со системско решение за работата на здруженијата, односно како даватели на услуги, каде што истото ќе биде покриено од државата. Невладините во другите земји, посебно во западниот свет, ги работите оние на терен што ги работиме и ние, или со кои што државата на некој начин се справува или треба да се справува на терен, меѓутоа целосно се покриени или делумно се покриени, да кажеме, поголем процент се покриени од државата, како влезени се во како системско решение, а останатите се
врз база на тие европски фондови кои што знаеме дека се многу поголеми за државите кои што се во Европската унија. Да. Добро, за крај ова ви е денешна активност нахрани 10.000. Идни активности нешто што планирате понатаму? Во изминатите два циклуси, во изминатите 4 години имавме поддршка од Австриското министерство за социјална политика, труд, здравје, грижа и за потрошувачите. И повторно како трет циклус врз база на добри резултати постигнати во претходниот период, баш во оваа тематика за интегрирано поддршка на бездомниците и на социјално загрозените, и во следните 2 години имаме поддршка од Австриското министерство за тоа да го правиме, и тука гледаме да имаме поголем развиток и да вметнеме и некои нови содржини, така да во текот на оваа година почнувајќи од овој месец, односно од следниот, дел од активностите што ги правиме на територија на град Скопје ќе ги дисперзираме во Тетово и во Прилеп, каде што наши соработници се невладината Сонце од Тетово и Ромскиот ресурсен центар кој што ќе делува во Прилеп. И исто така до октомври планираме да отвориме центар за социјална инклузија, каде што ќе можеме малце по-систематски на поинаков начин да делуваме и да помогнеме на овие наши сограѓани. Така да оваа активност која што ќе се случува денес во периодот од 12 до 20 часот, ќе ја повторуваме и во други периоди во годината, во текот на годината, за кое што благовремено ќе известиме јавноста. Да. Добро, јас ви благодарам за гостувањето и ви посакувам уште многу успех како што го имате до сега, бидејќи тој успех ќе се рефлектира и на многу останати. Благодарам уште еднаш на поканата и благодарам вас лично, меѓутоа и на вашиот медиум кој што постојано ни давате поддршка на сите наши активности. Да, благодарам. Останете со нас, одиме сега повторно со една кратка пауза.